Почитувани медиуми, почитувани собственици на фабриката Мис Глобус, почитуван министер Бектеши, почитувани граѓани. Денес сме во посета на една од нашите најуспешни први приватни компании во местната индустрија, компанијата Мис Глобус ДО Скопје, која обслужува 30 години на македонскиот пазар. Со помош на ИПАР средствата од близу 65.000 евра, Мис Глобус се одлучи да се фокусира на иднината со поставување на фотоволтаичен систем и соларни панели со цел да ги намали трошоците за производство на местните продукти и резултатот денес е видлив, помали трошоци, поголемо производство и подобар пласман на нивните производи. Јас лично го поздравувам овој потег на компанијата, но и нивната одлука, како и на многу други компании, да ја примени мерката гарантирана цена и со тоа да излезе во пресет на потребите на граѓаните и да го помогне стабилниот курс на нашата економија. Мис Глобус веќе ги има намалено линеарно своите цени за сите нивни купувачи во малопродажбата и со тоа навистина има помогнато во оваа криза нашите граѓани да се снабдуваат со поевтини производи кои што имаат и гарантирана цена. Ние овде ја гледаме иднината за која јас зборував, меѓу првите во нашата држава, и ставав акцент на искористување на обновливите извори на енергија. Затоа посветено и со одговорен пристап преземаме мерки и поддржуваме иницијативи за рационално искористување на обновливите извори на енергија и нивно ставање во функција на целосна енергетска ефикасност и енергетска независност на нашата држава. Мис Глобус веќе има инсталирано 200 киловати централа за производство на електрична енергија и се во фаза на нова инвестиција за уште толков капацитет со кој ќе произведуваат електрична енергија за своите потреби и веќе 40% од производството од потребите за електрична енергија за нивното производство го подкриваат од сопствено производство на електрична енергија. Ние во услови на криза успеавме да го зголемиме домашното производство на електрична енергија, па дури и да извезуваме струја. Од Република Северна Македонија создаваме зелен енергетски хаб на Европа и тоа може да го потврдат и сите кои што ги прават анализите во делот на инсталирање на обновливи извори на енергија. Нашата стратегија за развој на енергетиката до 2040 година е целосно заснована на Европскиот зелен договор и веќе ја спроведуваме во земјата. Владата која се предводам ќе остане запаметена како влада во чиј мандат е инсталирана најголемата моќност на обновливи извори на енергија. Го подигнавме интересот за инвестиции во обновливи извори на енергија, ги олеснивме процедурите, ги прилагодивме законските решенија и правилниците, зашто најголем удел имаат министерот за економија и министерот за транспорт и врски, значи Бектеши и Бочварски. Во моментов во нашата држава работат фотонапонски централи со вкупна инсталирана моќност од 400 мегавати, кои произведуваат 610 гигават часови електрична енергија и произведуваат енергија за 198.000 семејства во државата. За период од 2 години, дури 685 централи добија дозвола за работа, а тие според предспеските може да снабдуваат со струја над 160.000 домаќинства со прошечна потрошувачка на 18 градови во државата. Годинава започнавме и со реализација на неколку крупни инвестициски проекти, како изградбата на гасниот интерконектор со Грција, со кој што се приклучуваме на трансјадранскиот гасовод и ќе добиваме гас како од Азербејџан, така и од другите држави кои продаваат и земен и LNG газ, кој ќе доаѓа на Балканскиот полуостров преку LNG терминалите Ревитуза во Грција и новиот кој што се гради во Александрополи. По период од 30 години конечно избравме и приватен инвеститор за изградба на најголемата пумпна хидроцентрала на Балканот, Чебрен, кој има огромно значење за декарбонизацијата и за праведна енергетска транзиција во државата. И уште неколку крупни капитални проекти со кои час поскоро очекуваме да постигнеме домашна енергетска ефикасност и независност во целост. Владата создава услови за поволна бизнис клима и за деловен амбиент. Компаниите ја препознаваат нашата цврста волја да помогнеме. Пред извесно време бев присутен и на свеченото отворање на првата фотоволтаична електроцентрала во земјава на ФЕЦ Новаци, која што е и најголема на Балканот од приватен инвеститор. Новата централа која што ја пуштивме тогаш има 55 мегавати моќност и годишно е проектирано да произведува 85.000 мегават часови енергија, која што е доволна да задоволи потреби на 30.000 семејства. Јас постојано сум присутен и лично да се уверам и да се информирам
за успесите на нашите компании, како што сум и денес тука, како што бев и вчера, гостин заедно со вице-премиерот Маричич во една од нашите компании, и да го слушнеме нивниот глас и нивните потреби, бидејќи тие се моторот на нашата економија. Во Мис Глобус работат 40 работници, тие имаат потреба во моментов за дополнителни 50 работници, доколку ги има на пазарот на работна сила. Владата е партнер на овие компании преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Од неговото воведување до денес, владата поддржа 919 компании со 100 милиони евра. За период од 6 години финансиската поддршка од државата кон домашните компании е зголемена за 11 пати во однос на она што беше претходно. Ова е огромен економски стимул за компаниите, бидејќи во услови на криза успеавме да обезбедиме помош секаде и за секога, и за секогаш. Нашите резултати со ова се и мерливи, меѓутоа и се видливи секаде. Уште од почетокот на пандемијата и од почетокот на енергетската криза носевме навремени економски оправдани мерки, помогнавме да се одржи ликвидноста на компаниите, носевме автономни царински мерки за да можат компаниите да задржат својата ликвидност и мерки во другите области кои што го засегаат нивното работење, како на пример поддршката за исплата на плати на вработените или поддршка за зголемување на платите на вработените кај нашите производни и услужни компании. За само една година успеавме да ја преполовиме инфлацијата и носиме мерки кои што се во интерес на сите со цел во последниот месец од годината, како што кажавме, инфлацијата да ја сведеме на 5%. Со замрзнувањето на цените на прехрамбените, на основните прехрамбени продукти и нивното намалување преку обезбедување на гарантирана цена на производите, како и со владината одлука за допрецизирање на повластената стапка на ДДВ од 5% за најголем дел од основните прехрамбени производи, кои што се 1650 на број, создадовме предуслови за да ја намалиме инфлацијата, како што кажав, на 5% до крајот на годината, што сметам дека е остварливо од оваа перспектива и од аспект на мерките кои што ги носиме. Вака се работи домаќински, одговорно и посветено. Сите овие наши напори се препознаени од меѓународната заедница како чекор напред на патот кон остварување на нашиот европски сон, а тоа е Европската унија. Пред нас имаме историшка шанса која што не смееме да ја пропуштиме. Оваа одлука која треба да ја донесеме ќе не донесе до единствениот европски пазар, повеќе работни места, повеќе бизниси и повеќе можности за сите. Тоа е нашата иднината каде припаѓа Република Северна Македонија, а тоа е Европската унија. Ви благодарам, сакам да се заблагодарам уште еднаш на собствениците на Мис Глобус, кои што се навистина вредни луѓе. Ова е семејна фирма, која што ја започнале нивните родители, тие ја наследиле. Тука се двајца браќа, нивните сопруги, братучеди, кои што успешно 30 години управуваат со оваа фирма, која што своите производи ги продава широм нашата земја, меѓутоа и во регионот на земјите во нашето окружување. Ви благодарам и честитки уште еднаш.